Редовен термин за лајка овој петок повторно пристигнуваат нашите крзнени приказни со пријателчиња. Благица веќе ни го донесове. Не сум сретнал одамна вака хиперактивна енергија, меѓутоа јас и ти се сложи, Благица, дека ако од некого треба да се научи како да се живее, па за жал дури во неговата состојба без екстремитета, експресијата или љубовта која што ја дава, тогаш сваќаме дека сме заталкале некаде по погрешен правец, како човечки хомо сапиенси. Добро ми дојде. Добро ве најубедливо. Бобо? Највеселите кучиња во лајка. За жал има хендикеп, односно му недостасува едно ноќе, но тоа не го прави помалку вреден. Односно е страшно многу енергичен, дружелюбив, весел, обожава деца. И во моментот му бараме дом. Веќе неколку месеци се наоѓа во прифатилиштето на лајка. Така да, доколку има заинтересирани, слободно нека не контактираат. Нема да погрешат доколку го в домат. Он обсервира се што се случува во студиото. Бобо ни е еден од оние пријателчиња за кој што ќе потикнеме да се најде домот. За жал, повторно ќе кажам, тој мал хендикеп можеби кај многумина ги инхибира или спречува да го вдомат. Меѓутоа се гледа дека лајка супер му прилега вака. Одлични сојузници сте во центарот. Дури ќе ни биде жалко дека го вдомеме, бидејќи некако сме приврзани. Сигурно 5-6 месеци веќе се наоѓа во нашето прифатилиште. Мислам дека е редно време да му најдеме вистински дом. Кај си ти, маче? Диди мам. Чити мамо, кај си ти? Кај си ти? Срце мое. Прекрасно. Инаку, колку во моментот сега имаме како Бобо кој што чекаат? Па околу 50 се наоѓаат кучиња кои што го имаат целосно поминато хуманиот третман и се подготвени да бидат домени во било кој период, нели? Доколку има заинтересирани граѓани, а се мислат уште за свој миленик, слободно нека не контактираат. Да. Слободно нека не контактираат на нашите телефонски броеви или на нашата позната имел адреса domi@laika.com.mk. Да можеме цел живот да бидеме со нив. Тоа е најважното нешто. Ќе потсетиме дека имате низа активности, Благица, за оние кои што се ваши редовни фанови и оние кои што се редовни подржувачи на вашата работа. Да не забораваме дека утре заедно со Зоолошка градина јавното претпријатие Лајка ве покануваат на уште една дружба, хуманитарен базар за кучиња, и тоа дел од кампањата која што ја најавувам, милиниците се наше семејство, не ги напуштајте. Успешно се спроведува низ различни активности. Утре викендот го започнуваме со вас. Токму така, ова е прв хуманитарен базар кој што го правиме во соработка со Зоолошка, но нема да биде секако последен. Ќе биде во склоп на Зоолошка, почетокот 11 часот и ќе трае некаде до 15. Сите љубители нели на кучиња, пријатели на Лајка, кои што сакаат да придонесат за подобрување на условите во кои што се наоѓаат, слободно ќе може да дојдат. Ќе има најразлични ракотворби, така да ќе може да си ги купат по пристапни цени. Тоа е всушност и целта на дружењето. Сериозно вака во овие средби кои што ги потикнавте за време на овие месечни некои циклуси на седмици и така натаму кои што ги имате за граѓаните, мислам дека направивте едно масовно корзо. Еден калабалак што се вели, едно такво уживање со луѓето и влюбениците во крзнените пријателчиња. Нешто што недостасуваше, го пополнивте мозаикот, мора да признам. Токму така, особено средбите кои што беа во градскиот парк, имаат навистина позитивен фидбек. Граѓаните сакаат да се дружат со кучињата на Лајка и самите средби се доста, мислам, добри во однос на вдомување и изголемување на интересот за бездомните кутриња, така да секоја средба во градскиот парк резултира со по некое вдомено кутре од прифатилиштето на Лајка. Значи има резултат од сите овие средби кои што ги правите? Секако. Фотографиите се фантастични. Колку време Бобо ни е во Лајка? Па сигурно околу 6 месеци до сега. Да. И мислам дека навистина треба да се вдоми, дали тука или надвор од нашите граници, но заслужува дом вистински, бидејќи прекрасно куче има навистина преубав карактер. Жан, мислам, онака баш го ловивме со добар кадар. Колку е прекрасен, има експресијата, љубов. Да не заборам дека во соработка пак и со општината Газибаба имавте со своја пролетна заловувачка акција, колку тоа Бог ти како збор веќе не сакам да го. Ама добро, тоа е терминот. Нели акцијата која што ја имате всушност следниот период. Имате ли клучни локации конкретно како Газибаба или останува можеби Газибаба како можеби една од општините кои што најчесто може да се најде? Секоја недела, значи ја менуваме општината. Оваа недела беше Газибаба, следна недела ќе биде некоја друга општина. Воглавно постапуваме најмногу каде што имаме пријави од граѓани. Заловувањето реално е добро за да може да стерилизираме што е можно повеќе кутриња или за да ни се размножуваат и да им дадеме можност нели да си најдат свој дом. Прекрасно. Она што може да го забележиме е стандардното ваше прекоокеанско домување
чинам дека една од последните ваши или наши пријателчиња беше нешто и во Швајцарија како да биде. Да, нашата пријателка Хелен си в дом и куќенца од прифатилиштето на Лајка, беше службено дојдена пред 3 недели и се допадна на кучен и вети, си го одржа зборот дека ќе дојде во Македонија специјално за да го вдоми. Кутрето се вика Ларе, моментално ужива во Швајцарија. Значи го однесовте безбедно со транспорт, како што тоа е со приватен транспорт, односно со авион, да, во организација на Хелен, така да моментално ужива таму. Колку се сериозна Благица во релација со луѓе од други делови од светот? Вака претпоставам дека се доста запознаени со хуманоста и работата што имате веќе последните месеци особено. Во главно има доста интерес од Велика Британија и Германија. Да, Лондон стана престолнина за Лајка. Да, но имаме вдомено до сега едно кутре во Америка, едно кутре во Шведска. Сработат нели за македонци кои што или доаѓаат нели кај нас во Скопје на одмор, или пак организираме на некаков начин превоз авионски за да можат нели да си го земат самото куќе. Супер. И секако некаде на крајот од ова наше излегување заедно со Бобо би сакал сега следниот период да можам некои од професорите од ветеринарна медицина да имаме во следниве неколку емисии. Би сакал да говориме сега, апелирате ви за превенцијата на крлежи и болви за паразити на дворешни така натаму. Ова ќе биде повторно, мислам дека за жал поточно тие ќе бидат мета или нашето Скопје и поголем дел од Македонија кои што ги имаат овие пријателчиња ќе бидат повторно мета на овие паразити. Што би било корисно вака да се случне само овој период обично крај на март, почеток на април месец. Експанзијата се случува? Да, можеби најкритичен период и ги советуваме сите сопственици на миленици, не само на кутриња, да им стават или ампула или пак некаков тип на грлица која што има подолго траено дејство, така што изборот е нивни, но во секој случај нека одберат било каков метод за заштита од болви од крлежи. Дури на подолго трајна заштита од ектопаразитите кои што ги има, така? Да. Супер. Многу ми е драго што денеска не посетите, како и секој петок. Ви благодариме многу. Овој пат Бобо ни беше во вниманието на јавноста. Ќе си направиме сега една добра фотографија и ќе ви испратиме безбедно до Лајка. Ви благодариме многу. Ќе потсетиме уште телефонските броеви тука остануваат и понатаму. Да, може слободно да контактираат нивна адресата за вдомување вдоми@laika.com.mk, доколку сакаат да пријават малски милјаник за стерилизација, нека ги испратат своите пријави на info@laika.com.mk. И да не забравете, потсетувам уште еднаш како последна информација, доколку сега можеби не вклучите ве последниве неколку секунди, потсетувам, милениците се наше семејство, не ги напуштете. Утре се одвива хуманитарниот базар во работка со јавното предпријатие Лајка и Скопската зоолошка градина. Потсетувам, од 11 до 15 часот во зоолошка градина во центарот на Скопје се гледаме и уживаме викендов со вас.